Драги мои, добар ден. Време е за уште едно издание на Црвена линија, во кое што верувам дека ќе ве има како и секогаш во голем број и ќе продискутираме за тема која што ја засега целава земја. Македонија стана инкубатор за работна сила. Европа гладна за едуциран, паметен, работоспособен кадар им ги отвори вратите на младите. Нашата држава инвестира во образованието, ама придобивките одат во странство. Има ли начин да се мотивираат младите да останат дома? Ние сега како и што правиме, впрочем, ве мотивираме задолжително да не заследите и на социјалните медиуми, се разбира Црвена линија е профилот кој што треба да го побарате на Facebook и на Twitter, но и на Instagram, бидејќи во Instagram секогаш ќе ве пречека некоја наша нова анкета. Денешната гласи што ќе биде побрзо, под А ќе станеме дел од Европска унија или пак под Б младите ќе си отидат во Европската унија. Како ќе одговорите, ќе откриеме, се разбира, конкретно во денешно издание на Црвена линија, кога ги соопштуваме резултатите, а денес дискусијата на 023070005 ќе ја започнеме со прашањето има ли начин воопшто да се мотивираат младите да останат дома. Тоа е она што ќе продискутираме со вас и дали сметате дека нашата држава всушност успева да инвестира и премногу во образованието, ама пак во придобивките од истите уживаат земите од странство со оглед на тоа што од ден во ден емиграциите се поголеми од земјава токму кон па ќе речеме еве стартува поголем дел од угостителскиот сектор, заминуваат на сезонска работа во Хрватска, многумина се селат во Германија, во Европа генерално, така да еве што мислите дали Македонија може и постои каков е тој начин со кој што ќе се убедат младите нели да ги инвестираат своите знаења, потенцијали и капацитети со цел да станеме земја која што ќе им припаѓа на младите и како што впрочем секогаш бива, младината е нашата иднина. Така да кога зборуваме за младите, всушност зборуваме и за иднината на оваа земја. Што мислите вие, ќе дознаеме, верувам веќе во следните 90 секунди, ќе потсетам дека оние можеби кои што еве се нови во Црвена линија, при вртењето на телефонскиот број 023070005, задолжително се намалува и стишува тонот на телевизорот, се зборува само преку слушалка. Тоа е правило од технички аспект кој што ќе овозможи да немате чувство на дуплирање на гласови и нормално да немаме губење време на секундите кои што остануваат да бидат 90 секунди за секој гледач. Ке читаме, се разбира, и твитови од твитерџи, па нормално со оглед на тоа што и Твитер заедницата јавно мислење, ке можете и на некој твит да се надоврзете. Ако имаме гледач, што за што зборуваме е како земјава може да ја задржи својата младина дома и нормално да ги потенцира и истакнува квалитетите на она што се нарекува потенцијал за нашата иднина. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, па и ве постои ли начин земјава да ги задржи младите? Како сте први, да не почнам одма со реакција. Знаете што, младите си одат зашто све е корумпирано, како прво, како второ сите се партиски. Не знаат да зборат, не знаат да работат. Јас сум млад пензионер, работев со деца. Млади неќе да учат. Као прво неќе да учат. Друго е што учеле на факултет, друго е што е работата. Значи треба да се седнат, да научат со постарите колеги, а ние кои ќе си одиме да се продолжат. А они нив не ги интересира, јас за толку пари не доаѓам, неќем да работам и што да ви кажам друго. Од каде потекнува според вас оваа апатичност, незаинтересираност да се работи? Незаинтересираност првин од раководителите, партиски што ги примаат, партиските прво. Зашто знаете јас која сум и чиво дете сум. Со такви деца сум работела јас. И немам што повише да кажам.
Дали мислите дека и приватниот сектор има таква филозофија во вработувањето со оглед на тоа што... Има и во вработувањето и во приватниот сектор. Не толку колку што во државните институции. Тоа у државните институции е страшно. А еве според вас што ќе биде побрзо? Ќе станеме дел од Европската унија или младите ќе си отидат во... Ќе чекаме тоа. Ќе чекаме. Многу ќе чекаме. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Се разбира, останете и продолжете да не следите. Продолжуваме, верувам дека имаме и ново вклучување. Ја ќе ги охрабрам и помладите генерации да се вклучат во оваа денешна дискусија на Црвена линија. Што е она што би ги мотивира и што е она што би требало да се случи за да не добијат порив и желба да заминат надвор. Понекогаш кога се дискутира со оние кои што се одлучуваат за работа надвор од земјава, велат дека понекогаш животот е попривлечен од аспект на квалитетот на живење, не само од аспект на финансиите. Како и да е, ајде да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Да, добар ден. Па еве, ќе станеме ли дел од Европска унија? Тоа побрзо ли ќе се случи или пак побрзо младите ќе заминат во Европска унија? Побрзо ќе се случи да влеземе во Европска унија него младите. Сега, да ви кажам за младата генерација, кога се запишуваат на факултетите, треба да има таму критериуми. Откој ќе го заврши факултетот, ќе ви кажам пример, зашто ви го кажувам ова. Најмалку 10 години треба да остане во Македонија да работи. Во полицијата е така. Средно образование кога завршува, најмалку 15 години треба да работеше во милиција и полиција. Така да, ние тој кадар кој го ствараме тука, треба на некој начин да го врзиме со за Македонија. Затоа што Македонија дава средства да го не го способи, а не да оди во Германија. Кога на факултетот кој ќе дојди, треба да му се каже, господине, да, ќе те примиме, али 10 години има услов за да останеш во Македонија да работиш. Во тој поглед, така ќе здржиме младината. Нека извини, миграцијата кај нас е од 52 година, не од вчера, али тоа е добро младите да се движат низ Европа. А ние кои ќе станеме членка на Европска заедница, па и кај нас ќе доаѓаат во Словенија, во Хрватска нема кадар, и таму одат, и таму се бегат. Тоа не е начин за младата генерација. Ако сакаме да задржиме само на таков начин. Ви благодарам многу. Благодарам и вам за јавувањето во Црвена линија. И сега ќе одиме малку на Твитер, така ќе комбинираме, па нормално и тоа е еден вид искажување и мислење кои што ги селектиравме за денешното издание и темата за која што говориме во Црвена линија, па може и да се надоврзете, може би и да не се согласувате, како и да е, нормално се ќе биде вклучено во оваа денешна дискусија. Одиме со твитот на Скрачи, кој што напишала и сега од една страна привлекуваат луѓе за работна сила, а тие луѓе имаат потреба од услуги и треба и тоа плански да им се обезбеди од страна на First World, односно први во светот, неинвентивни, успани бирократи. Од друга страна, од ова тука бирократија не може да е полошо, само што овде лесно ќе се откажеш од нешто што не мора за да зачуваш нерви. Како и да е, ние секако не верувам дека ќе направиме атак врз вашиот нервен систем, но секако ќе побараме да бидете активно вклучени во ова издание на Црвена линија. И кога веќе зборуваме за иселување на младите, ќе мора да потенцираме дека се повеќе се забележува и пораст на иселување на цели семејства кои што одлучуваат нели своето подобро утро да го побараат во некоја друга земја. Добар ден. Добар ден. Па еве според вас како можеме да ги задржиме младите пред се да не се иселуваат од земјава? Дали се слушаме? Ало. Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден, ако сум јас. Да, вие сте, повелете. Вака, првата, дали ќе одиме прво во Европа или ќе не напуштат младите. Нажалост, прво ќе се заминат младите. Ќе ве замолам, Тина, се јавувам од гостиве. Добро. Да не се представувам, не е проблем и да се представам. Меѓутоа,
Да видите ова сега што го слушам на еден медиум. 78% платите се зголемуваат. А кои се зголемуваат? Оние што се на врвот, на врхушката. И тоа да го оставите како тема во текот на наредната недела. Веќе не знам дали утре ќе успеете да видите зошто се работи во текот на другата недела да ја поставите темата. Па еве вака ќе ви прочитам, имаме и таков твит. Ама ќе ми одземеш време, суд. Тина, молим те. Ама ќе ми одземеш време. Ќе ми одземеш време. Друго, вчера, секоја чест на госпоđата, кога му рече, ќе избега малце од темата, те молам, немој да ме прекинеш. Кога му рече едно јајце 1 динар, макароните 2 динара. Колку се тоа месечно? Не се 300-500 денари нека се. Нека ги премиерот с големи дрвата, 30 евра стана, па ќе дојде денеска, септември, октомври, како денеска ќе дојде. Немојте, ве молам. Јас ќе ви речам големо благодарам и секако ќе земеме во предвид ова што го дадовте како консултација и предлог да ја обработиме темата. А јас оно што сакав нормално да продискутирам со вас е дека токму на таа тема која што предложивте, денес извоивме и твит на кој што скопјанецот вели: Уставниот суд донесе одлука за зголемување на платите на функционерите. Браво! Од утре функционерите нека ве лекуваат, функционерите нека ви ги воспитуваат и учат децата. Имаме дефицит на наставници, професори и доктори. Со вакви одлуки ќе имаме двојно повеќе иселување. Па, еве, продолжуваме со вас. Како да ги задржиме младите, па и оние семејства кои што нормално имаат во план целосно, односно целото семејство да се исели во некоја друга земја, и ќе напоменеме дека најчесто може да се случи тоа иселување да биде поттикнато и со цел подобар квалитет на живење, а не толку можеби и финансиите. Добар ден. Добар ден. Како да се мотивираат младите да останат? Знаете како? Еве сега овој твит што го прочитавте беше одличен. Значи, докторите ќе си заменат од оваа држава поради тоа што доктори специјалисти имаме на клиника кај што работат со договор на дело. Значи, немаат ни стаж, немаат ни како што треба плата. Договорите сега за оваа година на клиниката УОНО си грло не им се подпишуваат. 3 месеца работат без плата и медицинскиот персонал и доктори што има. Значи не може некој економски директор да ги манипулира докторите, да ги манипулира целиот медицински персонал што работи тамо. Значи тоа е работата што се мотивираат, треба значи да имаат решенија, да им тече работен стаж и покачување на плати. Инаку се друго ќе си одат надвор младите. Значи, тоа е од моја страна. А еве, меѓу другото, останете на линија, еве последна вест, секако многу повеќе може да прочитате и на tilma.com.mk. Дојдоа за протеста, си честитаа за повисоки плати, здравствените власти во 5 до 12 ги прифатија барањата на синдикатите. Да, добро, тоа се за тие што имаат решенија. Јас зборувам за оние што работат, значи со договор на дело, што немаат ни решенија, немаат ни работен стаж. Не им најавуваат решенија во скоро време? Не. Благодарам еве што од прва рака, од ваше лично искуство споделивте вашата ситуација, како и да ја продолжуваме со вас. Постои ли начин, она за што дискутираме е младите пред се да се задржат во земјата и односно својата иднина да ја гледат онаму од каде што и потекнуваат, односно своите знаења, потенцијали да ги инвестираат во иднината на оваа земја. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден. Па да ви кажам, младите ќе бидат тука, меѓутоа кога кај нас нема да има непотизам. Значи, јас само го зборам и ќе го зборам. Тој непотизам уште од Југославија. Јас сум имала проблем со непотизам, пошто не сум била дете на државен службеник. Така да, додека непотизмот не се отстрани, како да седа тука кога некој со квалитети не може да дојде до тоа место, некој со ајде мали или никакви квалитети седи на тоа место.
Значи непотизмот само го прави тоа. А дали ние од ЕУ нема никој пут да одиме, а младите ќе си отидат. Еве ти цела Европа бара вработници. Не им треба ни бугарски пасош, ни никаков пасош. Значи малите не барат толку, не бега толку од финансиски, колку што бегаат од тој непотизам. Значи ти не можеш да дозволиш некој што не е достоен до тебе, да речеме да ти наредува и да ти кажува што да правиш и како да правиш, и како што рече господјата, некој да работи на договор на дело, а некој да работи со решение и да му изиграва, ајде како да не кажам, предпоставен. И тој работи. Што е битно дали на дело или е овакво? Меѓутоа треба да го платиш. Значи ние имаме потреба еве од медицинари, како што рекова, пошто жената, ајде ја да продолжам на тоа, имаш потреба од тоа, на не даваш овако, а имаш, не знам, у Пион таму 8-9 работени без везе, така, не знам каде на друго место, затоа што министерот за финансии е тој што е, од која група и партија, и само на тие им дава решение. Благодарам многу за вклучувањето, секако и вие продолжете да не гледате. Одиме повторно со твитови, нешто има напишано. Има разлика помеѓу бела чума и иселување на млади. Не е исто. Не дека сме имале сериозна власт до сега која би направила нешто за тоа. Но тоа не е 4-годишен програм, туку сериозно подолг. А ние за едни автобуси идеме и догиме си правиме. Не е до власта, до недржавотворниот народ. Што мислите вие? Постои ли начин чарен младите да се задржат во земјата? Добар ден. Здраво, здраво. Здраво. Што побрзо ќе се случи да бидеме дел од Европска унија или младите да заминат во Европска унија? Види вака, Европска унија само не спрете, има тука опции други. Можеме да бидеме дел од Русија. Значи, Владимир Путин тука да дојде, бидејќи добро на тамошната. Зашто да требаме Европска унија? Европска унија се распаѓа, што ќе не е Европска унија? Таа иде, вау. Више од неја не очекувате ништо. Таа е фашистичка, нацистичка историја. Поточно нацистичка организација, која со она што доаѓа тука австријски председател ти каже да си го смениш идентитетот, толку се кажано, се е јасно кажано. Само сега младите кидат како измечери. Ама и за измечери више нема да ги сака, затоа што Европска унија е сонална банда. Живее со сила, со пари, списатени таму без покритие и без производ. Значи, покривање нема никако. Така да, ја би им препорачал на младите да се спремат за Русија, да живеат во Русија. Или Русија тука да дојде, па да малку замрда овие тука наши судиби, обвинители, политичари. Затоа што овие политичари тука здиса, далдиса, значи скоро забега. Не зборам само за една група, за сите таа цела елита која издржавата, таа ја води државата, под покровителство на Америка, се тоа треба да се измаксира од тоа. Поздрав, пријатно. Благодарам многу за вклучувањето. Има уште еден интересен твит. Во понеделникот беа дојдени на презентација од БАС. Тоа е Бизнес Академија Смилевски, кажуваат за битолскиот одел дека постојано некој од студентите се префрла во вонредни поради иселување. Како можеме и дали сметате дека ќе успееме како држава да ги задржиме младите да ги инвестираат своите потенцијали во развој на оваа земја и што сметате, што побрзо ќе се случи на земјава, влез во Европска унија или иселување на младите во Европската унија? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Вака. Мотивација на младите и на нашите деца да им дадеме немаме шанса. Ти наверувај дека на нас постарите ни е згадено со ваквата политика овие 32 години, а камоли на децава кои што се родени со компјутери во раце. Кое дете бре ќе остане тука да лепи плакати во партија, во СДСМ, во ДПМН? И што? Он да иде во администрација? Што ќе работи? Кажете ми, што перспектива ги чека тука? Политичка перспектива? Да се менуваат секои 4-8 години? Да го замајуваат овој народ, да го лажат? Не. Патот не е тука добар.
Кој сака нека каже, патот е ЕУ. А и ние ако влеземе тамо и политиката ќе изведиме. Ќе им кажете Европа како се работи на овие политички партии за овие 32 години. Па кој? Никола Груевски беше 11 години, што имаше и тогаш иселување, и сега има иселување. Секое дете кое е интелигентно и кое знае да работи во некој занат е науката, не. Секој гледа надвор, нема перспектива ти на тука. Верувајте ми дека тука детето ќе уназадува. Колку и да, а ако е некој Внимателно само со тајмерот и секако и вам големо благодарам за вклучувањето во оваа денешна дискусија во Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Што побрзо ќе ни се случи? Европска унија или селување на младите во Европската унија? Па видите, нас побрзо треба да ни се случи да ние го смениме менталитетот и како размислуваме. Отколку да чекаме дека нешто ќе ни падне од небо. Видете, кога го кажувам ова, што ќе ни се случи? Нас побрзо ќе ни се случи да сиселат младите, затоа што патот кон таа Европска унија ќе биде многу тежок. А знаете зашто? Затоа што паразитите нема да сакаат да одат напред. Ние сега имаме проблем од паразитите, а не од работниците. Ние имаме премногу накотени паразити, кои само бендисани затоа што мислат дека имаат факултет, се многу паметни и си играат со овој народов кој е слеп послушник и ги слуша. Јас сум татко на 3 деца. Моите деца сега не размислуваат да си одат. Работат во приватни фирми, немаат факултет. Сакам да ги прашам сите што потикнуваат дека младите треба да си одат. Зашто тие не си отидоа на времето кога имаа слободен пасош и кога можеа слободно да напуштат државата и кога немаше визии? Зашто тие остана во таа букојебина што ја викаат Југославија? Да ги прашам. Ако толку сега ги потикнуваат младите да си одат, да бидат слуги на Запад? Само тоа ли е? Толку ли имаат милуваат децата да им бидат слуги? Ако толку ги мразат своите деца, нека ги потикнуваат. Јас моите ги сакам и ги терам да останат тука, ама да научат да работат. Младите наши деца денеска... Ќе подсетам уште еднаш, само внимавајте на тајмерот 90 секунди, затоа и го имате на екранот за да можете да го мерите времето на собственото излагање и секако големо благодарам за вклучувањето. И ве слушате какви размислувања и искуства имаат гледачите кои што се вклучија досега, па да видиме што ќе каже следниот гледач или гледачка. Добар ден. Добар ден. Иве, како размислувате вие на темата? Како можеме да ги задржиме младите? Кој родител сака децата да му одидат до странство? Никој не сака родителите со децата да бегат од тука. Ама кога нема што да пружат, кога они со 10-15 имат плата или пензија, што пружена тоа дете? Денеска ќе купе ќе утре ќе нема. Каде го има тоа? Слушам го вчера премиеро. Еден човек не можело да се успее работил за фотењата. А зашо дојде премиер? За фотења дојде. Зашо ги нареди се албанци еден премиер или еден министер со 5 души советници? Ако не е способен да биде министер или директор, што му треба советници? Не треба да се напаке на таа ситуација. Нареди ги сите со купени дипломи, со тирански дипломи, со намерко даргаче дипломи од Световскиот факултет, што не дава инспекција да влезе таму. Па не да се разочарани децата, учат 4 години, седат таму, никакви услови у светските домови, пубашва би ги лажат таму, а се и опекат, ќе биде, кога ќе биде, 30 години мина. И јадат денка и лет, срамота, кој е таа држава, кога не е пружил ништо на младината. Тој пружи, ги даде под биједарки, седи ти биједарки, седи ги седеш. И ќе се чупам гради, ќе се пале тука дека било осудни. Што има? Што да бе да го прашам? Име смени, се смени. И сега още да клекне на бугарски зашто не ги да... Благодарам и вам за вклучувањето. Одеме со твитот на Никола Неловски. Ова го издвоивме. Практично има ретвитнато на твит од претходно, но и ве што напиша. Не е дозволено, кој го фатат во затвор треба да лежи, ама тоа нема да ја спречи корупцијата.
За мене, вели Никола Неловски, добар политичар е тој што ќе ги унапредува националните интереси. Европска унија, раст на БДП, намалување на иселување, подобрување на здравство и образование, подигнување на стандардот. Па еве се сложувате ли со она што го напишал Никола Неловски, што е она што треба да го направиме со цел да ги задржиме младите во земјава и да ги мотивираме да својата иднина професионална, животна исклучиво ја гледаат во оваа земја. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Да, повелете. Благодарам. Вака, ја имам два фактора кои што може да помогнат. Првиот е политичарите да ги остават младите да не се занимаваат со лепење плакати и да ги вработуваат на одредено време, само да им го трошат времето. Вториот начин е работодавачите да се освестат, затоа што тие го покрена тоа дека немаат работна снага, да учествуваат во стварањето на кадарот, да му даваат стипендии, да ги примат кај нив на практична обука, да се дообучат, што се вика уште како ученици, да бидат прави работници кои што ќе си ја обавуваат најсовесно, најдобро и најправилно работата која што ќе им биде доверена. Тогаш, значи, и ќе има договор. Тој ученик кој што ќе биде стипендиран и ќе биде кај работодавачот на пракса, но не да биде малтретиран, да има обврска 4 или 5 години да остане, со тоа фактички да заработи оно колку што заслужил и да го отплати оној долг према работодавачот, што му помогнал, значи без пари да го заврши школувањето и да биде добар мајстор. Само на тој начин можеме да постигнеме најголема цел. Школството и работодавачите треба да бидат една спрега. Ако не е тоа така, тоа џабе дискутираме, уште 100 дена да зборуваме. Али политичарите да се тргнат од... Ке подсетам, внимавајте на тајмерот и благодарам за јавувањето. Има уште еден интересен твит од Black Jack кој што напишал: буквално најмасовното иселување го имаш сега, повеќе од кога и да било претходно. Бега и старо и младо. Порано само младите бега. Па еве овој твит ќе го искористиме, може би дискусијата да ја насочиме и во тој правец, да прашаме дали може би некој, еве, и вие, иако сте најголем дел возрастна популација, би се одлучиле во своите овие години кои што ги имате да се иселите од земјава во моментот. Добар ден. Се доискажам јас само да кажам право. Би се иселиле ли вие во моментот да имате таква можност? Па ја ако сум сакал да се иселам, ќе сум се иселил 85-84, не сега више, сега е касно. Јас затоа кажав, кога во тоа време не се одселив, сега ич, немам ни намера. Знаете, кога рековте како да ги задржиме младите, па еве проста на тие нашите политичари кои седат во парламентот, а кои се знаат, а ништо не знаат, еве им го кажеме лекот ние граѓаните. Независна комисија за бодирање и рангирање на сите слободни работни места во државната управа. За да не може да дојдат младите во милост и немилост на некои корумпирани политичари да клечат да ги молат за работно место. Туку комисијата како ќе изрангира, така да се вработат. За сите дефицитарни кадри од здравството како што е, да бидат прогласени како државни службеници и веднаш дефицитарни службеници, веднаш државата да се погрижи за нивното вработување. Што значи, сите превенци на генерација, наместо да им ги оставиме на странците, државата веднаш да си ги земе по своја закрила, како на времето што на сите школовани кадри им се даваа станови, така и на овие млади луѓе. Ако еден доктор сакате да го пратите во Кочани, веднаш млад доктор да му обезбедите и стан. И мислам дека на тој со таква некоја политика и со она правилно, да не кажем, одавање право да се школуваат луѓето, а не само да заплатат за да живеат некои професори, туку реално да ги се запишат на факултет. Благодарам. Вие стете доказ дека во црвена линија можете, се разбира, имаме 5 активни линии, доколку сакате да се надополните, повторно да не побарате и да нормално искористите нови 90 секунди за себе. Хенри Чинаски напишал: со години ги слушавме како ќе спречеле иселување и ќе ги врателе младите назад и после им текна наместо подобри услови во државава, нашите нека одат во Европа, а тука нека доаѓаат непалци и пакистанци.
Ете, можеме да проговориме и за тоа зашто ни се случува потреба од увоз на работна сила, а во огромен број потенцијална работна сила, млади и работоспособни заминуваат надвор, барајќи подобро утро. Можеме ли да ги задржиме? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Благодарам. Па, дали можеме? Можеме секако, само треба да сакаме да работиме на тој план. Дали сум во програма? Да, продолжете, ве слушаме. Само треба да работиме на тој план. А како? Стопанска комора, работодавачите други, треба да работат со владата, со политичари, со образованието, ствари Министерство за образование, со средношколците, со студентите, тоа што е потребно на нашето стопанство, тоа што е потребно на нашите работодавачи, такви кадри да се образуваат. А не ние ќе си ги образоваме, државата некој им дава и стипендија и тие сега ќе одат во Европа, ќе ги полнат пензиските фондови на Европа. А овде нашите пензионери ќе нема од кај да земат пензија. Тоа е најголем проблем. И тоа не се решава, не е само овие години. Имаше прочем информација дека 2011, 12 и 2017 најмногу се иселени граѓани од Македонија. Значи тоа не е од вчера. Тоа е повеќе од 20 години, да речеме. Него тие години се дадени како најмногу. Инаку не е точно дека просветни работници нема. Вие како медиум одете во Завод за вработување да видите колку наставници и професори не се вработени. Или медицински лица, колку не се вработени. Од каде се тие толку невработени? Значи, меѓу нив има и таков кадар. Јас имам професор по македонски, со години, 15 години се вработува на 3 месеци, на 5, затоа што нема членска книжка од партија. Не може ни стаж да собере. Така, благодарам многу вам за јавувањето. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до емисијата. Поздрав и до вас. Сега ќе кажам, 100 пати имам кажал дека Македонија ќе влезе во Европска унија 3030 година. Значи ова го имам 100 пати кажал 3000. Сега ја има ли начин да се вратат млади? Ќе се вратат сигурно. Тоа се обира до посто дека се вратат. Еве сега гледаш на малија, јајца, макарони и се ефтино, па овие хигиенски воќи, па папри, се е намалено, значи ќе се вратат. Јас сум 100% сега. Сега уште фали на администрација да се покачи плата и пензијата. А овие што се земјоделци, да ги намалат пензијата 50%, наместо 700 денара, 800 да дадат сега по 300 денара. Тогаш гарантирам дека сите ќе се вратат. И книги да нема, веќе цела година одат ученици без книги, наредната година пак да нема книги. Абе како нема зеле, абе како луди ќе се ќе почнат, абе и пешки да доаѓаат, не со авиони, со автобуси, со комбиња. Пешки, бидејќи ова е живот кај нас, бе. Абе кој не бил тука, тој ништо не знае, бе. Значи тоа се живее убавина, нема што да кажеме. И сега, например, сега ние останаме сами, 3 деца во странство. Сега со ова намалување на овие хигиенските работени, сега си ние мислиме во селото има 70 пензионери, се договараме, дали сега ние да почнеме да раѓаме, да правиме деца, па да се подмлади, да останат овде тие во државата. И ако се по 70 години, мора да се подмлади таа држава, не може се да бидат старци, значи мора да има млад народ. Тоа што го прави државата. Благодарам за тоа што се вклучивте во црвена линија. Потсетувам оние кои што ќе се вклучат во продолжение само внимателно со тајмерот, за да не биде дека ве исклучуваме. Добар ден. Дали се слушаме добро, во црвена линија сте? Стишан ли е звукот на телевизорот? Да, исклучен ли е. Здраво. Здраво. Верувам дека добро се слушаме. Постои ли рецепт да ги задржиме младите во државава? Јас мислам дека нема начин да се задржат младите во државава. Зошто е тоа така? Па, затоа што многу работи треба да се променат за тоа да се случи. Мислам дека не е возможност да се смени за да се задржат. Што е оно што младите ве сакаат да им се случи во земјава? Што им е многу важно? Па нема квалитет во здравството, ниту во образованието, во ништо, во ниеден. За сега во државава треба врски, треба да имаш во политиката некој човек кој ќе ти помогне да стигнеш до негде. Еве, дали лично имате сте ставени пред предизвик да размислувате да се иселите или
Имате предизвик да... Да, размислувам и моите околу мене сите. Имам веќе и пример братучетка која што се исели во Белгија. Добро, еве што вели таа? Дали би се вратила тука? Не. Зошто вели не? Затоа што таму се е на повисоко ниво и има подобре услови за живот. Така, добра, што побрзо ќе ни се случи, влез во Европска Унија или пак младите да заминат во Европска Унија? Ја мислам дека младите да заминат во Европска. Така, благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Еве уште еден твит кој што му припаѓа на Роки или Поки всушност. Напишал, Бога ми така е и ептен е тешко, ама барем некако во Битола уште не се дозволува распад систем. Ама е тешко претежно ради иселување. Градот ги доживува истите моменти како после Првата светска војна во поглед на иселување на населението, кога пред прва од 65.000 стигна на 23.000. Што мислите вие? Драго ми е по гласот предходната гледачка, верувам дека беше од помладата популација. Ако е тоа така и сум во право, слушате дека и оние, барем како што вели незината братучетка од Белгија, немаат никаква намера да се вратат. Па еве што мислите, како да ја вратиме желбата и намерата на оние кои што веќе се иселија да се вратат во земјава, а останатите да останат? Добар ден. Ало, добар ден, си на Игор од Битола. Здраво, Игор. Еве велат во Битола има голема преселба. Дали е тоа точно дека на големо млади се иселуваат од Битола? Па да ви кажам, сина. Во Битола обезбедуваат секакви услови за живот. Значи, градиме, бараме начин, бараме сеново, испитуваме ридоите, планините. Значи, бараме начин за живот. Нема за сите живот. Нема за мене има живот, ама за другите нема за сите живот. Сега бараме некој начин да се исчисти Битола, да се... Дали вие, Игор, би се иселиле во некоја европска држава? Најверојатно Игор се iseli од Црвена линија. Благодарам, ќе му речеме и секако поздрав до битолџиња, одиме со реклами. Сега е време да ги соопштиме резултатите. Имаме интересен резултат на анкетата на Instagram Story. На нашето прашање што ќе биде побрзо? Под А, ќе станеме дел од Европската Унија и под Б, младите ќе си отидат во Европската Унија. Под А, односно ќе станеме дел од Европската Унија, одговорија 6%, а за опцијата под Б, младите ќе си отидат во Европска Унија, 94%. А сега е време ја 100% да ве... Добро, не 100%, ама тука некаде 3% или 5% да ве подготвам за денешното издание на Заврти на Телма. Имате го пенкалото врака, направете скриншот како знаете и умеете, го читаме првото прашање. Како се вика човек кој собира поштенски марки? Ете, тоа ќе ви се случи во Заврти на Телма. Па ќе ви се случи и гатанката одврзи го стојт, врзи го ојт. Како и прашањето кое животно е прадедо на слоновите. И еве, плюс уште едно, нека бидат 4. Кои се третата и предпоследната буква од нашата азбука? Топло препорачувам, не се иселувајте од фреквенцијата на Телма телевизија, влетуваме во државата наречена Заврти на Телма. Богато ќе бидете наградени.